Денеска е 4 јули, ден на борецот. Многу соодветен ден да се собереме овде. 4 јули е и ден на независноста на Соединетите Американски држави и јас денеска им упатив топли честитки со цитирање на првата реченица од преамбулата. We the people. Ние, народот, сме собрани овде. Ние, народот, имаме право на самоопределување. Не тие. Никој тоа право не може никогаш да ни го одземе. Повторувам, името е дел од правото на самоопределување. Не е точно дека ние не знаеме и не сакаме да го вратиме. Јас одговорно тврдам дека не само што ги знаеме сите начини, ги знаеме и сите постапки и дека ќе се создаде моментот, бидејќи не можеме ние покрај Македонија да примаме придавки од типот на Северна. Ниту умот, многу пати велев лани и повторувам, ниту срцето тоа го прима. Има место за љубов кон само една татковина. Јас му верувам на оној гортирец Бернард Шо, кога вели дека се може да смените, само татковината не можете. И вели дека битката секогаш е битка за Ирска, за Македонија или за Финска. Пазете, во 1876 година. Тоа нему му е јасно, а ним не им е јасно. Дури и човекот број 1 на СДСМ, првиот председател на Македонија, Глигоров, рече Македонија е се што имаме. Ние сега велиме Македонија е се што имаме, а тие се срамат од тоа. Што сакам да посочам? Ако е денеска денот на борецот, а мојот татко бил борец на 17 годишна возраст, се разбира дека има некој завет кој го дале тие и ние и кога на овој ден на него секогаш се подсетуваме. Кој е заветот? Дека она што сме го наследиле, а што не е лично, не е ни колективно, туку му припаѓа на народот, ќе го чуваме и ќе го предадеме на поколенијата по нас. Тие тоа не го разбираат и не очекувам да го разбираат. Ке речете како и со што ќе се бориме. Вака, нема посилно оружје од зборот. Речта е посилна од све. Затоа дури и во Библијата пишува, на почетокот беше таа речта. И јас денеска ти си дозволив, она што американците гордо го прават, секогаш велат дека Господ ја благослови Америка, јас велам да, God blessed Macedonia. И ние тоа значи во што веруваме, ке го оствариме. Не со пушки, не со пиштоли. Меѓутоа, она ВМРО, што многу пати го повторувам деновиве, тоа што е запишано во нашиот генетски код, се буди тогаш кога е загрозена Македонија. Забележувате дека од Македонија до Австралија, до Канада, до секаде каде што живеат македонците, без оглед дали се согласуваат Мето Коловски и Бил Николов или било кој овде, сите или брилјантниот Роберт Милески, кој што
во диалектика вели дека тоа е нешто што ни е запишано и кое се појавува и воскреснува секогаш кога е најпотребно. 21. век, а сега гледам колку актуелно стана ова име. Сега гледам дека луѓето во 90-тите не случајно го одбрале. Искрено да ви кажам, мислев дека нашата тажна сага заврши тогаш, кога донесовме устав, кога прогласивме самостојна и независна држава, но не знаев низ каков трнлив пат ќе чекориме сиве овие години. Сега битката ќе ја водиме со книга. Таа книга, тој проект, обнова, зашто има уште шанса да го обновиме она што е живо, она што е здраво и она што е наше. Да си го обновиме прво односот кон себе, само почитта. Овие 3 години ја изгубија или ја жртвуваа не само нивната самопочит, туку и македонската самопочит. Се додека сме ние овде, самопочитта ќе биде со нас и наскоро, и гласно, и јасно, и институционално ќе почнеме да ја докажуваме. Нема само почит, без почит кон предците. Нема само почит, без почит кон историјата. Нема дрво без корен. Ама за жал тие сакаа македонизмот да го ампутираат, коренот да го пресечат на ова дрво. Оти ова дрво растело и цветало не само овде, туку и во соседството. Ние не бараме територија, ама ние бараме во модерна Европа она што важи за сите народи, а нема народ без малцинства во соседството, да важи и за нас. Ние бараме да се почитува Конвенцијата за заштита на правата на малцинствата и да се почитува Конвенцијата за регионални и малцински јазици. И мислам дека на тоа имаме право. Правото ќе си го оствариме. Да ве подсетам, во најтешките македонски мигови, кога се заканувал погром, кој го повел или кој го водел народот напред? Учителите. И јас сум од ова мало, на 100 метри беше нашата куќа, 315 број 6, и имав среќа пред земјотресот да тргнам на училиште во Гоце Делчев. Не случајно го кажувам него. Во нашата книга Обнова на Македонија ќе препознаете модерна, европска Македонија, слична на оние кои се внатре во Европската Унија. Кога одиме по дебатите, човек очекува најважното прашање да биде врзано за што? За најголемата забелешка, за отсуството на владење на правото. Одамна не живее правото во оваа земја, ниту можам да зборувам за правна држава, веќе и не можам да ги избројам скандалите секојдневни. Се споменуваат пари од кои мене ми се врти во главата. Слушам дека и партии се купувале во оваа земја. И сега се чудиме зошто сме на ова дередже. Па сигурно, бидејќи оние кои се закитени со придавка
социјал-демократи, не само што се десно, не само што олигархиски се однесуваат, туку, да бидам искрена, тоа е нешто што е познато како не олигархиски концепт, туку како еден латиноамерикански кронизам, кога неколку фамилии ја управуваат државата, неколку фамилии се во сите органи на власта заради клиентелизмот, непотизмот, корупцијата и криминалот, и веќе човек не може да изброи, ниту пак да детектира нешто што е пандемија пострашна и од COVID-19. Впрочем, дека сум во право покажа и што? Силна држава, со стабилни институции, заснована на право, со квалификувана државна и јавна администрација, лесно се справува со болести од ваков тип. Ама, ако не може да ја менаџира кризата, тоа е заради нејзината слика. Ковидот откри низок, правен и демократски имунитет на Македонија. Не заради нас, туку заради нив. Оти тие ги узурпираа сите институции на власта. Во еден човек е и судската власт, и законодавната власт, и извршната власт. Две глави треба да има извршната власт, ама ако едната глава која ме победи мене на изборите, заради 102% согласно со другата глава, не ја слушаме, не ја гледаме, не знам од кога, ние сме обезглавени. Само една реченица. Кога ќе одите по улицава, погледнете ја канцеларијата на председателот, која беше урната едно време, ако се сеќавате. Ќе прочитате со ситни букви канцеларија на председателот и туку ќе видите внатре млади луѓе, прекрасна слика, ама на стаклата проект подржан од холандска амбасада, проект подржан од американска амбасада, проект подржан од англиска амбасада, и се викате, ама канцеларија на председателот ли е ова? Да ви кажам нешто. Канцелариите на председателите се места во градовите, каде што можат луѓето од пазар, кои немаат пари, кои не знаат каде е резиденцијата на председателот, да влезат, да се пожалат, да напишат представка, да побараат совет или збор. Илјадници ги има низ Соединетите Американски држави. Им пишуваат одговори, им даваат совети. Не знам што да речам. Да се вратам на книгата. На она што ќе го спроведуваме, сигурна сум по 15 јули. Најпрво, јас не сум економист и немам амбиции како една господја која стана вице-премиерка за економија, а веројатно не знае ни што е економија. Тоа е недозволиво. Во програмата ние велиме прави луѓе на право место. Така најмладите нема да си заминат. Ако најдобрите студенти, прво, затоа што ќе добијат стипендии додека се школуваат. Второ, затоа што 500 од нив ќе бидат повикувани од владата за да добијат, за да им биде понудено вработување. Затоа што ќе добијат стипендии за магистерски најдобрите. Затоа што ќе добијат стипендии за докторски најдобрите. Ќе останат овде или ќе се усовршат надвор за да и вратат на Македонија за она што им го дала. Затоа јас на моја возраст, не од лични интереси, како што велат, ве гледам овде, нека каже еден, ако еден денар сум побарала за она
што го правев минатата година или сега, јас веднаш ќе си заминам. Видете, мене ме водел во одлуката господинот Кенеди. Тој велеше дека се ми даде Америка. Сега јас сакам да ја вратам. Јас, заради еден преумен Платон, кој вели со политика треба да се занимаваат луѓе кои имаат зад себе нешто остварено, а ние имаме зад себе остварено, затоа ќе се нафатам. Оти, нема кој да ми замери. Ќе се повикувам на вас, кога ќе критикувам или кога ќе ги и ќе гласам по собствено уверување, кое ќе биде вашето уверување, може да го запишете тоа. Не случајно сум овде, зашто во програмата и моите совети, и моите предлози, и моите оценки, како и на многу други, кои се засновани на добрите европски демократски приказни, влегоа. Јас сум за закони по редовна постапка. Јас сум за премиер кој ќе одговара сам еден ден пред пратениците и пред граѓаните на пратенички прашања, а не само еднаш во месецот, во четврток, како што прават тие. Јас сум за помала влада. Јас сум против листи на советници кои се велат дека се лутат, ама себе не можат да се советуваат, па камоли премиерот да го советуваат. Јас сум за управни одбори во кои луѓето ќе влегуваат на конкурс. Јас сум за стручна администрација, чии што си вие ќе можете сите да ги видите. Јас сум за судство кое што ќе си суди по уставот и законот, а не на конференции и не по предлозите, како што сега прават на премиерот и на министрите или на олигарсите. Мора да ставиме крај на тоа. Ако ставиме крај на корупцијата, на криминалот, ако се заколнеме и ако спроведуваме правна држава, нема да се грижиме за иднината. Сама од себе државата ќе почне да функционира. Јас сум убедена дека на Македонија и треба даскал, учител. Учителот е пред вас.